Во ова издание на Урбаните вести ќе гледате: Шилегов, целосна реконструкција на улицата Димитрije Чуповски. Возачите заглавени во метеж, дупките на улиците се крпат во шпицот. Општина Газибаба, доколку граѓаните се против, Центарот за зависници нема да се дислоцира во Газибаба. Украдени се рефлекторите од фонтаната Воин на Конј. Фонтаната на Карпошово во Стание е пуштена во употреба. Иако понудата на станови ја надминува побарувачката, сепак становите нема да поевтинат. Градоначалникот на град Скопје денеска го означи почетокот на градежната сезона, со што ја најави целосната реконструкција на улицата Димитрije Чуповски и делтација на мостот Гоце Делчев. Шилегов истакна дека градежните работи се неопходни, со цел целосно обновување на инфраструктурата, што, како што рече, долги години не била зафатена. Изрази очекување дека градежните работи на улицата Димитрije Чуповски ќе завршат многу скоро, односно за околу 20 дена. Тој посочи дека реконструкцијата на мостот Гоце Делчев би требало да биде завршена во текот на летниот период. Ова централни места каде што работи градот се неопходни со цел да ја обновиме во целост инфраструктурата која што долги години наназад не била зафаќена. Очекувам дека, имајќи ја предвид природата на работите на улица Димитрije Чуповски, ќе завршиме многу брзо, а самиот мост заради техниката на работите во текот на лето би требало во целост да биде завршен. Шилегов исто така нагласи дека во моментов градот работи на 3 булевари: Асно, Босна и Херцеговина и Христијан Тодоровски Карпош, како и на мостот кај Момин поток. Затворени сообраќајници, километарски колони автомобили и нервозни возачи се почеста слика на почетокот на градежната сезона во Скопје, како резултат на акциите за реконструкција на булеварите и санација на ударните дупки. Сообраќајот се одвива по една коловозна лента, дури и на најфреквентните булевари во градот. Возачите револтирани прашуваат зошто токму во шпицот се одвиваат овие градежни зафати, а не се прават навечер или во текот на ноќта, како што беше пракса порано. Но наместо да понуди решение за новонастанатата ситуација, градоначалникот на град Скопје од граѓаните бара разбирање за метежот. Свесен сум дека кога започнувате да работите вакви работи настанува малку и сообраќаен метеж. Ги замолувам граѓаните за трпение, бидејќи на крајот на денот, после известно време, ќе имаме целосно обновена инфраструктура во нашиот град. Од град Скопје исто така велат дека екипите на јавното претпријатие улици и патишта, согласно програмата за одржување на улиците во надлежност на градот, секојдневно работат на санација на коловозите на сите сообраќајници, кои што се во надлежност на град Скопје. Станува збор за санација на улици и ударни дупки кои се појавуваат. Бележењето на коловозите и пешачките патеки пак се одвива во континуитет на сите сообраќајници кои што се во надлежност на град Скопје. Токму во насока за минимизирање на проблемите во сообраќајниот метеж, најголемиот број на реконструкции и најголемите градежни зафати, градот со години наназад ги врши во летниот период, кога фреквентноста е намалена поради годишните одмори и крајот на училишната година. Сепак, поради големиот обем на работа, но и појавата на секојдневни итни состојби, не секогаш истите може да се придржуваат до оваа пракса, велат од град Скопје. Откако минатата недела беше објавена информацијата дека Центарот за зависници од кисела вода ќе се дислоцира во Газибаба, поточно во дел од просториите на Металски завод Тито, со жестока реакција се јавија граѓаните на оваа скопска општина. Во знак на неодобрување, во саботата организираа и протест, при што ја блокираа и улицата Перо Наков, со цел да дознаеме дали одлуката за дислокација на Центарот за зависници е конечна и дали градоначалникот на општина Газибаба размислува за остварување средба со граѓаните. Се обративме во општината, од каде што добивме одговор дека Борис Георгиевски размислува за средба со дел од незадоволните граѓани, на која би се изнеле ставовите на двете страни.
Портпаролот на општина Газибава Марко Даниловски уверува дека центарот е планирано да работи во поплатневните часови и за време на викендите, со цел зависниците кои ќе доаѓаат во нивната терапија да не представуваат опасност за населението. Ги прашавме општинарите и дали одлуката на центарот е конечна, на што добивме одговор дека постои можност за преиспитување на истата, доколку не се најде неразбирање од страна на граѓаните. Колку за подсетување на територија на општина Газибаба, поточно во населеното место Идризово, во близина на казнено-поправната установа и во минатото постоел центар за зависници, кој во моментов е напуштен. Фонтаната Војна конј од плоштад Македонија остана со само 2 рефлектора. Како што информираат од јавното предпријатие Водовод и канализација, под чија надлежност се фонтаните во центарот на Скопје. Ваквата состојба е утврдена веднаш по преземањето на надлежностите од град Скопје. Со цел да дознаеме дали ваквата состојба ќе го одложи пуштањето во употреба на најфотографираната фонтана во македонската метропола. Одговор побаравме од Митко Гаджовски, задолжен за односи со јавност во јавното предпријатие Водовод и канализација, кој што не информираше дека фонтаната ќе биде пуштена во употреба до крајот на неделава. Дефектите ќе ги санира фирма избрана на тендер, а на терен заедно со работниците ќе одат и вработените од предпријатието, со цел да соберат искуство за следните евентуални дефекти на фонтаните, вели Гаджовски, и негира дека покрај рефлекторите украдени се и механизмите во фонтаните. Викендов беше наполната со вода и пуштена во употреба фонтаната на плоштадот Карпошово Востание, а денес се планира да биде пуштена во употреба фонтаната спроти собранието во паркот Жена Борец. Кражбата на рефлекторите е пријавена во полиција, а штетата е проценета на 60.000 евра. Понудата на станови ја надминува побарувачката и тоа за двојна, односно има повеќе од 5.000 непродадени станови, а се градат двојно повеќе. Најголема побарувачка на станови има во општините Центар, Карпош и Аеродром, каде цената на квадрат е околу 1000 и над 1000 евра. Во другите градови пак становите се продаваат по драстично пониски цени за метар квадратен. Нема да има поевтинување на становите и покрај големата понуда, градежниците не очекуваат да падне цената за метар квадратен. Вела дека градежните материјали и работната рака постојано поскапуваат. За 2 години трошоците по тие основи им пораснале за 5 до 10%, па поради тоа градежниците не мора да ја намалат цената на становите, а освен тоа градежните фирми се соочуваат и со голем недостиг од работна сила. Според податоците од Агенцијата за катастар, по првиот квартал годинава, над 5340 новоизградени станови се непродадени, а во изградба се уште 11300. Најбарани на пазарот се гарсониерите и станови до 50 квадрати. Во првите 3 месеци годинава, најскапо се продавале станови во Скопски центар, со просечна цена над 1000 евра за квадрат, а најевтини биле становите во Штип, кои што во просек се купувале по цена од 470 за метар квадратен. Во период помеѓу 2010 и 2015 година, 7613 граѓани кои претходно живееле во општина надвор од рамките на градот Скопје, се преселиле во една од 10 општини кои припаѓаат на градот. При тоа најголем број, или 1483 граѓани се доселиле во општина Аеродром. По нив следуваат 1198 граѓани кои се населиле во општина Карпош и 1135 во општина Кисела Вода. Најнеатрактивна општина за жителите кои доаѓаат надвор од Скопје во разгледуваниот период е општина Шуто Оризари, каде се доселиле само 129 граѓани. Скопје и околината се најсоодветен пример во Македонија. Многу често ги слушаме експертите како велат дека Скопје е град проектиран за население до 350.000 жители, дека нема инфраструктура да одговори на големиот број жители, дека забрзано се гради, а треба да се преземат конкретни мерки, како внесување на климатските промени во урбанистичкото планирање, подобрување на собирањето на комуналниот и цврст отпад, јакнење на зелениот фонд на градот и други мерки. Што се однесува до купувањето станови, од Министерството за финансии соопштија дека граѓаните одсега може да аплицираат за новите и подобрени услови за субвенциониран стамбен кредит.
Каматните стапки за првиот модел, во кој државата субвенционира дел од месечната рата, се намалени од 3,95 на 2,9% за првите 3 години. За четвртата и петата година, каматите се намалени од 4,44% на 3,9%. Например, за кредит од 50.000 евра, само по основ на камати граѓаните ќе заштедат 1.300 евра, соопштуваат од Министерството за финансии. Граѓаните кои планираат да формираат или да го зголемат семејството, ќе имаат едногодишна субвенција на месечната рата во висина од 30% за секое родено или посвоено дете за корисниците на кредитите, кои ќе го зголемат семејството во рок од 10 години од добивање на кредит преку проектот. Апаратите во домовите можат да бидат причина за вознемиреност и нервоза. Неправилно одлагање кабаст отпад за време на викендот во повеќе скопски општини. Љубителите на домашните животни уште долго ке чекаат за изградба на гробишта за миленици. Се намалува цената на бензините. Апаратите кои ги имаме во домовите знаат да бидат штетни по здравјето на луѓето, некој помалку, но некој повеќе. Според направените истражувања, најмногу зрачат индукцијските плочи, односно рингли или слични уреди што загреваат брзо по пат на индукција. Постојано зрачат рутерите, затоа не е добро да се спие во соба во која има рутер. Треба да се внимава истовремената употреба на неколку електрични апарати во домот да биде кратка. Старите телевизори исто зрачат многу. Задолжително е оддалечување од 2 до 3 метри од екранот. Микробрановите печки се приказна по себе, бидејќи исто така зрачат повеќе од дозволеното, но затоа пак не се вклучени постојано, туку се употребуваат неколку пати на ден. Наповедок е технологија на електропорација која е уште поригорозна околу ефектите на термичка обработка и електромагнетните зрачења. Според истражувањето на кое се работеше околу 6 месеци, се покажало дека луѓето знаат дека уредите зрачат, но не се информирани колку треба да зрачат и каква е состојбата во нивниот дом. Сретен Давидов, доктор на науки по електротехника, за ми ја вели дека последиците од поголема изложеност на електромагнетни зрачења се вознемиреност, анксиозност, термичка оптовареност, неудобност. Во најлош случај влијае на стимулација на нервите, стимулирање неконтролирани движења и потези, влијание на ткивото на мозокот поради зрачење на телефонот, претежно при употреба на десното уво. Давидов додава дека овие зрачења на уредите, лаптоп, фен, микробранова, индукцијска печка, телевизор со катодна цевка доведуваат до состојба на подгревање одредени делови на телото, како рацете, главата, трупот, пецкање што води до неудобност, анксиозност или вознемиреност. Кај мобилните телефони, додава Давидов, потребно е да се разграничи. Едно е употребата во рацете за гледање содржина од маркетиншките платформи, како Facebook, Instagram, портали, веб страни и слично. А друго е преку неговата можност за комуникација. Кога мобилниот го прима сигналот, забележуваме зголемување на електричното и магнетно зрачење, со препознатливи шпицови во одредена фреквенција на операторот. Зрачењето зависи од мобилниот уред, за кој пак на глобално ниво нема строго определени вредности како гранични. Најголемиот проблем настанува кога покриеноста на мрежата е слаба и мобилниот се труди да воспостави контакт, например во лифт, на поле или планина, при што се зголемува неговата температура и се предава зрачење во форма на топлина, кое е поврзано со време траење на зборување. Исто така, зрачењето на мобилниот телефон има големо влијание кај адолесцентите до 15 години, особено во развојот на мозокот, негативно влијае во памтењето. Во поразвиените земји има формирано посебен институт за неионизирачки зрачења, каде се спроведуваат мерки, кампањи, каде што секој заинтересиран граѓанин може да земе мерни апарати и да мери не само во својот дом, туку и секаде каде што се движи, како за себе, така и за сите членови во семејството. Превентивните мерки се соодветна оддалеченост од уредот, ограничена временска употреба во текот на денот, внимателност при истовременоста на употреба,
преместување на рутерите од дневните соби, комуникација на телефон преку звучник и така натаму. Паметните телевизори да се поврзуваат со мрежен кабел со рутерот, да не се користи опција Wi-Fi. Зголемена појава на неправилно одлагање на отпад во речиси сите скопски општини во текот на изминатиот празничен викенд, регистрирале екипите на јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје. Голем број граѓани одлучиле својот кабаст отпад, стариот мебел, електронските и електричните апарати да ги одложат на јавни површини, при тоа директно кршејќи го законот за јавна чистота. Фотографиите се направени на улиците Франклин Рузвелт, Аминта III и Цветан Димов во општините Центар, Карпош и Чаир, се вели во соопштението од јавното предпријатие Комунална хигиена. Оттаму ги информираат граѓаните дека својот кабаст отпад може да го одложат во центрите за селекција на отпадот во Карпош и во Вардариште, секој ден во неделата, од 7 до 19 часот, без да се наплатува паричен надоместок. И по многу обиди да се изградат гробишта за миленици, во Скопје се уште нема такво нешто. Собствениците на домашни миленици се принудени и понатаму истите да ги закопуваат на некој близок рид, во двор или да ги фрлаат во контейнер. Со цел да дознаеме зошто постои одолговлекување за решението на овој проблем, одговор побаравме од град Скопје, од каде што велат дека прашањето на гробиштата за миленици не е регулирано во законот за гробишта и тој правен вакуум локалните самоуправи не можат да го пополнат со подзаконски акти и да обезбедат услови за ваков вид на третман на домашните миленици. Решавањето на овој проблем не само што ќе олесни емоционалната загуба на собствениците на домашните миленици, туку ќе значи и решавање на еден голем еколошки проблем. Од Сдруженијето за заштита на животни Анима Мунди се со јасен став дека апсолутно треба да има гробишта за миленици или градот да воспостави посебна служба или јавно предпријатие специјализирано за оваа намена. Од денеска па секој понеделник натаму, според веќе усвоената нова методологија, Регулаторната комисија за енергетика ќе ги одредува максималните малопродажни цени на горивата во земјава. Во новата методологија, регулаторна ја зголеми малопродажната маржа од сегашните 3,2 на 4,6 денари по литар, иако трговците бараат таа да изнесува од 6,2 до 6,5 денари за литар. Покрај тоа, трошокот за транспорт во државата е пресметан на 0,75 денари за литар. И со новата методологија, курсот на доларот во однос на денарот и движењето на цената на суровата нафта и на нафтените деривати на светските берзи остануваат главни критериуми од кои зависи малопродажната цена на горивата на бензинските пумпи низ земјава. Со донесување на новата методологија престанува времената либерализација на пазарот на горивата во земјава што траеше 2 недели. Потребата од нова методологија за пресметка на малопродажните цени на горивата настана откако на 8 мај годинава престана да важи анексот Д од договорот за купопродажба на ОКТА, според чии одредби беше изработена методологијата по која во изминатите 20 години регулаторна ја пресметуваше малопродажната цена на нафтата и на нафтените деривати. Со новата одлука на регулаторна, бензините од ноќеска на полноќ поевтинуваат за 1 денар по литар, а цената на дизел горивата се намалува за 2, односно за 1 денар по литар, одлучи денеска регулаторна комисија за енергетика. Со одлуката се врши намалување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 0,97% во однос на важечките малопродажни цени на нафтените деривати, утврдени од страна на трговците на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт. Новата малопродажна цена на Евросупер 95 ќе изнесува 71 денар, а Евросупер 98 ќе се продава за 73 денари за литар. Со одлуката на регулаторна комисија, за 2 денара по литар се намалува цената на Евродизел и ќе изнесува 64 денари за литар, додека екстра лесното масло за домаќинство поевтинува за 1 денар по литар и ќе чини 53,5 денари. Малопродажната цена на мазотот пак се зголемува за 0,959 денари за килограм и ќе изнесува 35,964 денари.
Тоа беше се што ви подготвивме во ова издание на Урбаните вести. Ви благодариме што не следевте.